Оваа фирма Технопласт е фирма керка на домашна компанија Тетепласт, која што постои 20 години. Еве, почна да инвестира овде, дали произведува исто и за каде е наменет овој производ? Како може ли да ни разјасните во врска со инвестирањето на домашните компании во технолошко-индустријските развојни зони? Добар ден. Како што кажавте, во последно време има некои дилеми, коментари од различни домашни компании, понекогаш и од некои комори, дека домашните компании на еден или друг начин биле обесправени и не можеле да ги добијат истите поволности при инвестирање во технолошко-индустријските развојни зони. Денешниот настан и денешното започнување на инвестицијата на Тетепласт, односно на нивната компанија Технопласт, е доказ дека имаме веќе втора македонска компанија која под условите, законските процедури кои се зададени, што значи дека не е дозволено префрлање на дејноста, што значи затворање на производствениот процес надвор од зоните и префрлање на целиот во зоните, туку диверсификација и проширување на производствените капацитети, што значи дека паралелно ќе постои да работи постоечкиот погон под сите исти услови како што досега работел, без да има намалување на бројот на вработени или обемот на производството, додека она сето што е дополнително, што се зголемува лепезата на производи, диверсификацијата, обемот на производството, софистицираноста на производството, кој ќе биде инвестирано овдека во зоната во Бунарџик, ќе биде наменето, без разлика дали е тоа наменето за домашниот или за странскиот пазар, но сепак тоа што се произведува овдека во најголем случај за сите компании е секогаш наменето за извоз и ќе ги добиваат сите оние нормални услови кои ги добиваат и странските компании. Но пред се сакам да кажам, тоа не значи странски или домашни. Сите компании кои инвестираат тука се домашно регистрирани предпријатија. Само е разликата дали е капиталот странски или домашен. Но секоја компанија, без разлика дали е тоа Johnson Controls, Johnson Met или Kemet, исто така се домашно регистрирани компании, што значи дека условите кои Технопласт, а претходно и Хайтек ќе ги уживаат и ќе ги добиваат со работата во оваа технолошко-индустријска развојна зона ќе бидат исти како другите компании со странски капитал. Како да се охрабрат и останатите домашни компании доколку сакаат да инвестираат во зоните? Јас и денеска, кога на самиот настан кажав дека ме радува што ова е веќе втора компанија и ги повикувам компаниите нормално врз основа на производствените дејности каде што може да се произведува таков вид на производ во овие зони. Тоа не значи дека секој вид на производство е дозволено во зоните, но за оние производствени активности од лесната индустрија кои се дозволени во зоните, слободно нека се обратат до нас, нека дојдат со бизнис план да кажат што тоа значи за нив, проширување, диверсификација на производствениот погон. Ние сме отворени за разговор, за соработка, да видиме на кој начин може да им одговориме на некои нивни прашања или она што, ако воопшто се двоумат што е можно или не е можно, бидејќи што поголем број на компании имаме овдека, тоа е дополнително не само што ќе им помогнеме на компаниите да се поконкурентни на странските пазари, туку истовремено ќе имаат можност можеби да се зголеми и соработката со некои од веќе постоечките инвеститори во зоните. И Хайтек и Технопласт имаат веќе соработка со добар дел од странските инвеститори и не само тоа, директно се вклучени во процесот на привлекување на инвестиции, бидејќи се вид на компании кои секогаш ги странските компании кои доаѓаат при анализата на државата сакаат да видат кој е потенцијал на домашните компании и овие две компании, нормално и други компании се тука вклучени во овој процес, но тие се едни од компаниите кои ги посочуваме како добар пример на домашни производствени компании кои имаат меѓународен кредибилитет. Големиот број на компании во технолошко-индустријските развојни зони е една од причините за постојано зголемување на извозот од овие зони. Вие во говорот спомнавте нова бројка за извоз. Може ли да ни кажете колку изнесува извозот моментално од технолошко-индустријските развојни зони и до крајот на годината колку ќе изнесува ваша проценка? Па точно е, пред 2 дена извозот, вкупната вредност на извозот во 2016 година стигна на нивото на извозот на целата 2015 година, што значи 1 милиарда 475 милиарди 475 милиони евра
беа извезени. Што значи дека секој ден од завчера до крајот на годината ќе имаме дополнителна контрибуција во извозот и според резултатите, бидејќи првите 10 месеци бројката е некаде 18,5% поголема од минатата година, значи некаде околу 18 до 20% ќе имаме зголемување на извозот во споредба со минатата година и нормално како што нови компании доаѓаат, но како што и дел од компаниите или го прошируваат своето производство или стигнуваат до оптимализирање на својот производствен погон, тој тренд ќе продолжи и јас сметам дека во блиска иднина, можеби тоа нема да биде наредната година, но некаде 2018-та или најкасно 2019-та, според овие резултати и параметри, сме во добра насока да стигнеме и да преминеме извоз од околу 2 милиарди евра годишно само од технолошко-индустријските развојни зони. Има ли најави за нови инвестиции? Во моментов можам да кажам дека ние како дирекција за ТИРС, но и другите членови на тимот за привлекување на странски инвестиции сме во разговори со повеќе компании. Јас минатата недела бев на средби со компании во Соединетите Американски држави и очекуваме од некои од овие компании дел од нив одлуките треба да завршат, не само американски, без разлика од каде се компаниите, најголем дел од одлуките треба да завршат до крајот на ноември или најкасно во првите 1 до 2 недели на месец декември, бидејќи потоа сите оние буџетски активности за идната година треба да бидат конфирмирани и завршени. Најчесто пред крајот на годината дел од овие компании ги донесуваат своите одлуки за да можат потоа во некој период од 15 до 18 месеци да го изградат погодот и да бидат функционални. И сум оптимист дека и до крајот на годината ќе имаме уште неколку компании кои ќе бидат кои позитивно ќе одлучат за Македонија, но не можам да навлегувам во имиња или во сектори пред тоа да биде направено од страна на компаниите.